сите како главен приоритет за Радовише ни беше градскиот пазар. Бидејќи стварно она локација кај што еве ќе бидете присутни, сега ја исчистивме ја и редовме и исперавме, тоа беше една, ајде да кажам, огромна депонија. Се продаваше земјоделски производи на земја, без никакви санитарни услови. Тоа, како да ви кажам, јас лично се срамев од тоа. Затоа се зафатив за овој проект како прв. Јас уште ланската година во мај месец бев готов за започнување со градба. Една година одма после, немаше ни година за 6 месеци кога дојдов на мандат. Меѓутоа една година не укучи системот, не укучи, ајде да кажам, владата на РМ Македонија. Зошто? Ние си обезбедивме финансиска конструкција за пазарот, бидејќи пазарот ќе биде финански исплатив објект. Значи, тоа ние го работиме на принципот како приватните компании. Внатре ќе има околу 1200-300 квадрати деловен простор и околу 1800 квадрати зелен пазар. Со двонаменски е пазарот, на кровот на пазарот практично ќе има катна гаража. Значи истиот простор ќе го користиме двенаменски. Доле ќе биде зелен затворен пазар и деловни простори, а горната плоча ќе ни биде практично за 106 места имаме паркирање обезбедено. Меѓутоа и тоа не е крајната идеја. Идеја тој простор и да го користиме за манифестација. Така да околу 3200 квадрата ќе имаме површина, кој што ќе биде малтене мал плоштад во центар на град, кој што ние еве гледате дека сега немаме плоштад. Таа локација кој што треба да биде плоштад, ми е втората капитална инвестиција што имам јас замислено, тоа е локацијата на сегашниот факултет. Факултет кој што е затворен, не постои, тоа е основното училиште кој што е во распаѓање. Просторот меѓу стоковната и целиот тој простор треба да биде новиот центар на Радовиш со содржини, деловни и така натаму. Тоа јас веќе го работам од урбанизација, проектирање. Се надевам дека следната година, доколку се случи некаква промена во размислувањето во државата, ќе го реализираме и паралелно работиме на третиот капитален објект, тоа е градскиот парк кој што веќе е у фаза на проектирање, меѓутоа за тоа потоа.